плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие... Каза по телевизијата така. 15 години ние ќе ја спираме Македонија свето. Па след 15 години ќе видиме какво ќе стане. Нека добре да го чуат и политиците в Македонија, че българите нема да мирясат повеќе от 15 години. Защото тая краста е в тех. И да не се надат, че българите ќе направят нещо по-добро. Напротив, по-лошо. Да им е ясно. Те искат някои македонските политичари викат Реципроцитет. Те пуснеме бугарите в устава на Македонија. Ами Умо Илинден, къде е останало? Те викат нема македонци. Ние се пишем македонци, де-факто македонци нема. Голема грешка ќе е това, ако впишат в устава бугари. Колко бугари? 3500. Но тие не се реални, тие се со пари и со пасоши. Не се реални. Ако ги впишат, България ќе купи още, защото македонци се лесно продава. Кога има пари. Ама той и Каракачанов го кажа в Битола. Има пари, има бугари. Това я го видях и чух. Има пари, има бугари. Така че нека всекой да си помисли реално. Значи, зошто вас не ве признаваат овде? Нели сме еден народ? Ако сме еден народ, зошто му пречиш на братот да биде македонец? Ако си ти македонец, зошто му пречиш на другия? Друго им тежи и пречи. Да. Друго е, не е това. Не е добро съседство. Те не го... Ако сме еден народ, зошто ставаш вето? Кому му ставаш вето? На бројот брат му ставам вето. Брат ми да пропадне. И зошто не ги признаваат македонците, не се не извинуваат по затвори што биле едни и други. Колко избиени, колко партизани. Стојан Герасимов. Кога беме долу на Петров ден на Петра црква, дојде оркестър, искам 12 август. Не ја знам. Исках некоја друга, па македонска, не ја знам. А Таки Даскалот, знаете ли? Знаеме. Искам да поздравя Радев с песента на Таки Даскалот. Защото Таки Даскалот е убит близо Битола от българските администратори. Песната не ќе стигне до него, ма тоа е убаво да я чуе и да я знае. Скоро гледах една нова песна. Тя не е нова, тя е стара. Ама ја за тие 6 години от кај ја имам македонска телевизия, за пръв пак ја слушам. Огин говори Брезово, Македонија. Јордан с очета на влезал Македонија. Македонија, много бава песна. Зошто тие песни не се пеят? И за Таки Даскалот,
и за други, и за други. Нещо има и при нас македонци. Да. Има. Те се разумят, може би. Ти се надаме. А следвах протест. На протестите браво си. Македонците задействава. Ама много песни, патриотични. И си мисля, българите защо нямат такива песни за България? Ни една песна за България няма. Нито за Левски, макар че Тие македонските песни викат мили се. Според мен Ботев и Левски са много достойни революционери. И я ги споредувам с Гарибалди. Достойни. Ни една песна нямат. А па и друго, не знаят къде има и гроба. А тие ще се българят и тупат, да каже, къде лежи Левски, къде лежи Ботев. Догадки. Ние знаем. Ботев не е убит от турците. От един чубанин. Защото му е взимал Ювеч, се вика, той е водач. Аха. А той е казал, вземите каквото искате, това не. Ботев е рекал, па това ќе вземе. И тръгнали се увено и он е гръмнал с пушката. Толкова. Ама те му приписват геройска смърт. Не е геройска смърт това. Да вземеш Ювеч. Левски е предаден. То е ясно. Да, дали са много за освобождението на България. И затова народа ги тачи, ама нема ни една песна, някаква стихотворение там от националиста Лазов и толкова. Знам. Имам мое си мнение и виждане за българското знаме. Да кажем истината, приятни цветове. Бело, зелено, цървено. Но още 3 държави имат тия цветове. Това са Италия и Унгария. Аха. И България. И още една африканска страна, която не я знам коя е. Като знам кой от кой заимства и кой краде и обича да краде, ясно, че българското знаме не е истинско българско знаме. Оригиналното българско знаме е отрежена конска опашка. С това са дошли аспаруховите. Оно гури, како ги викат тие гури, оно гури. В историята учихме, че им се викали бугри. Не българи, бугри. А по тези сега съвременните твърдят, че българите са живели в Хималаите. Бре. От степите на Монголия са отшли Хималаите. Ама не стига и Хималаите. Отшли са и в Андите. Изчекайте, Колумб да открие Америка. Къса отшли в Андите, Южна Америка. Да им се чудиш на акъл. Други път твърдят, че са отишли на Ла-Манш. Плувайте, пайдете в Англия. Върнали се. Пълти. Защо? Все такива едни истории, които абсолютно не са верни. И това го твърдят учени от Българската академия на науките. Какво остана па за по-простите? Те си говорят всичко. Но ние, учени, изчекайте Колумб да открие Америка. Къса отишли в Андите. Да им се чуди, вика, ние сме космическа държава. Да, верно беше. Те имаха Александров и Иванов космонавти. Но откъде излетех? От Казахстан, от Съветския съюз.
Мисля, защо не излитат? Да си направят по космодрум, там чинията на Бузвуч. Тя е удобна. Да си връчат. Космическа държава си. Бехте добре при Съюз. Защото Съюза ги лансираше. И сега. Ма не се признава. Той е бил в Скопие и се е мъчил да ги убеди македонците, че не са македонци и че са българи. Ама те не го разбрали и той си пинал 2-3 ръки в повечко и се тръгнал, се прибира и срещнал един македонец. Му рекал: ти знаеш ли, аз съм българин. Македонци го изгледали. За жал не мога ти помогна. Ovde od Pirinska Makedonija, od selo Kremen. Инаку денеска во Република Бугарија поставувам неколку хумано човечки, како да кажам, просто човечки прашања. Денеска, август 2022 година, бугарската политика не ги признава македонците. Не признава дека има таков јазик, таков народ. Става вето и неофицијално да знаеме дека 15 години ќе држат вето за влез во Европскиот сојуз. Каков е тој Европски сојуз? Еден народ негира постоење на друг народ, а во исто време имаме пресуди во Страсбург 20 против Бугарија од страна на македонците што живеат во Бугарија за непочитување на човековите права. Например, регистрирање на здруженија од македонци. Неодамна во Сандански 300 интелектуалци се подпишале на петиција зошто Бугарија не дозволува да дозволи Бугарија да се регистрираат македонски здруженија, дека не се против државата. Тука има огромен број на луѓе кои потекнуваат, кои се етнички македонци, народни македонци. И сите тие 300 интелектуалци од Сандански се викани во милиција. Сличен е случајот со кога се собира подписи да се регистрира партијата Омо Илинден Пирин. 5000 подписи, може би ќе погрешам некоја бројка. Сите луѓе се викнати во полиција, собирани се од дома да се подпишат, да признаат, да не признаат, час регистрираат здружение, час го забрануваат. Република Македонија и даде на Бугарија, тогаш кога требаше да влезе во Европска унија дека нема никакви проблеми, тогаш беше регистрирана партијата Омо Илинден Пирин, од кога доби неколку градоначалници, кметови, советнички места, без никаква акција за... Значи, неколку дена пред изборниот процес беа регистрирани, веднаш ги забранија. И сега тие велат нема македонци, нема таков јазик, немаме историја. До вчера, тамо некаде, се забрануваа македонските песни, касетите се запленуваа на граница. Македонци во Пиринска Македонија и во цела Бугарија скришум ги слушаа, а денеска тврдат дека песните се нивни, комплетната историја. И нема таков јазик. Интересен момент е кој јазик е постар и така натаму. Видете, македонците го имаат дактилот во својот рампампам, раниот Хомеров јазик, дактилите кои се својствени. Во српскиот има трохеј, во црногорскиот, во бугарскиот има јамп, што дава една мека комична нијанса во јазикот. Јампот го има во Македонија, во охридските народни песни. И видите, тие учат во образовниот процес дека нема македонци, няма македонци. И тоа е Макијавели, повторена една лага, иако, например, во Страсбург изгубиле 20 на пресуди. Против кого ги изгубиле? И идентификација дека тие се и македонците се бугари. Ке дојдеш тука и ќе ти няма македонци, нема таков јазик. Тука има една партија, има таков народ. Па да, има таков народ. Бог, Семокниот Татко Небесен, преку Исус Христос запишал: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. Во Дела 16:9 вели:
но ќе скасувам еден сон македонец. Македонец е човек кој повикува кон Бог. И таа идентификација ем се тие турано-татари, Кубрат таму, Аспарух, и компанија со коњите, опашката и така натаму. Па потоа се траки во еден момент, па стануваат Словени, па во еден момент се болгарци, и сега се и македонци. Тоа е не сакам никого да наведам, шизофрен идентитет, шизофренија комплетна. Ти си двајца, тројца повеќе. Ти се идентификуваш со друг и ти викаш не постоиш, ти нема таков. Значи образовниот процес ни ги труе и цел народ така оди во сатанска лага, во проклетство, негирање на народ. Од друга страна македонските политичари кои се платеници на сатански здруженија, сребролюбци, не тераат ние да излеземе од царскиот Исусов закон на љубовта, да не го љубам својот брат во Пиринско. Исто е во Егејско, нема таков јазик. Охи македонци, нема јазик, нема народ. И ние го имаме тој момент на абсурд. Две земји членки на Европска Унија негираат дека постојат македонците. Пазете, ти негираш дека постои некој друг. А ти мислиш дека суштествуваш и оно е познато во духот добиено. Само тоа што е во мене постои, суштествува реално, вели Исус. Значи македонците кои се во Исус, само тие суштествуваат. И Гркот, например, Каравангелис, Мелас, дури грчката црква негира постоење. Христијанство, секој народ, секој колено треба да го признае Исус. Негира постоење на Македонија. Охи, нема таков јазик. Охи, македонци, няма македонци. Од друга страна имаме други луѓе кои се идентификуваат исто така повеќе идентификации. Например, кај Аријан имаме албанците, се бореле на страната на Дари, а илирите се бореле на страната на македонци. Тие се илири, тие се и одеднаш стануваат дека Македонија станува место каде што тие сакаат да покажат дека е таа нивна Македонија на Исус Христос. Старото именување македонци, Македонија, македонски полуостров до 903 година, 27 март, со декрет од султанот. Имате образовен систем кој ги труе луѓето. Ке ги труе. И сега, например, бевме таму, не прашува во Егејска Македонија, од каде сте? Мојата сопруга знае грчки и му кажува, да не го навреди. Од Македонија, од Северна, за да не го навреди. Почна да вика, нема таков народ. Охи, ние сме биле бановина. Он знае кои сме ние. Петре Баше би рекол, ти не знаеш кои си, измешани идентитети. Измешани идентитети. Маджири дојдени од Азија, избркани од турците. Во Егејска Македонија тврда дека се македонци. Тоа е идентификација со некој друг, тоа е патологија. И жал ми е што политичарите, цели народи водат во проклетство. Македонци постојат и има. Тие ќе издржат без разлика. Како што го распнавте Исус Христос, распнете ја Македонија. Виновни си македонските сребролюбци и политичари кои го продаваат македонскиот народ кој не му припаѓа без согласност. Убаво ми рече од Пиринска Македонија да македонеци ќе ве напикаат со сила во тие масонски сатански здруженија. И ние го имаме сега во Егејско, таму еден ми викао до овие луѓе кои се, мислам, грци со потекло веројатно македонци, но длабоко вкоренети во грчкиот идентитет, зашто се плашат за својот материјален статус и за нивните семејства. Ни вика, ние сме ист народ. Ние. Значи, тој грк во наводници. А ми вика, бугарите се татари. Видите, кои се тие бугари, кои се тие грци. Наместо да ги отворат границите како христијани, нели се православни. Да живееме како браќа и пријатели во духот на Исусовата љубов. Тие формираат сатански проклетства врз цели народи, врз Грција и Бугарија. Каравангелис Мелас ги благословувал пријатничко чистење, убивајки луѓе. И сега одеднаш тие не се фашисти, тие биле вакви, биле такви. Татко налагата е сатаната. Така да таму каде што ве водат вашите слепи водачи од Република Македонија, од Исус Христова Македонија, од тие два сојуза кои се сатански, не се добри. Нема да заврши добро. Кога слеп ве води, овата ќе паднат во јама. Татко, мојте молам да го благословиш овој дом на Коце Странгов. Да им го дадеш мирот твој, царска заштита, ангелска војска, пламенен штит, оган околу овие луѓе, да ги заштитиш сите македонци, да останат во твојата љубов, да останеме и покрај сето тоа како да останеш човек,
кога ни зборуваа за тврдоглавоста и неприфаќањето на македонско. И сега сретнахме вчера, значи, мојот дедо е од Кавадарци, друг среќаваме од Кочани, трето двамо. Тие сите имаат македонско потекло, поголем број дел, но ме вкорен е тук идентитет. Добро утро, да сте живи и здрави. Во кои тие се фатени во јамката на сатаната. Шизофрен идентитет, не можеш да бидеш двајца. Кој ти брани тебе да се идентификуваш како што сакаш. Тоа е исто како кога македонска емиграција по трето, четврто колено во Америка или во Австралија, во Германија станува австралијанец, германец, канаѓанец или индијанец. Но суштински тебе Господ те запишал дека си ти македонец со македонско етничко потекло. Во еден момент тоа станува беззначајно, но кога те негираат сатански идентитети, тоа станува дали ти остануваш во Исусовата љубов. Татко наш, во името на Исус, отворим ги срцата на бугарските, грчките, албанските, ќе ги споменам и српските, и сите политичари на македонскиот полуостров, Украина, Русија, и сите тие кои не носат во тоа натосано европејство, која е сатанска доктрина, која сака да те врзе, те направи само телесен човек, да не повикаш кон Исуса Христе да се спасиш. Ја предавам Македонија во Исус Христова собственост, ја враќам. Ти грижи се за нас, те сакаме Господи Исусе Христе. Амин. Викнал се Јане, провикнал од пиринските велечукари, од пиринските велечукари. Деска е, браќа, сабота, утре света и леле недела, утре света и леле недела. Црквата ке се отвори, светата теомка и леле да, Светата да се освети. светата да се леле причести. Светата да се леле причести. Малку така, малку да се сети. Поедин ке влезат, светата конка и леле да вземат, светата конка и леле да вземат. Сам војводата не влезе, светата конка и леле да вземе, светата конка и леле да вземе. Слава ти, Господи Исусе. Македонијо, земјо света и рождена. Македонијо, земјо скрба и рождена. Твоите синови, герои, Да видиш од герои. војното поле идваат. Да видиш од војно Твоите синови, герои, од војното поле идваат. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите,
Zašto ti je se pomiluvani, blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke govira Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni ten za pravda, zašto ti je ke se nasita.